Почитувани колеги, почитувана јавност, ваквите одлуки во минатото сме ги поддржували и ќе ги поддржуваме во иднина, бидејќи придонесот во операции во целокупниот спектар на мисии на НАТО и на Република Македонија, како и на ООН, како членка на меѓународната заедница, ние како држава и водејќи се од принципот на неделивост на безбедноста, континуирано придонесуваме во напорите на меѓународната заедница за заштита на светскиот мир и безбедност, но сепак треба да знаеме, кога имаме ваква можност и кога ни е доверена обврска да даваме предлози за учество во меѓународни мисии, какви кадри испраќаме, заради тоа што луѓето кои што ние ги испраќаме и ги гласаме во собранието, а кои што учествуваат на ваквите мисии, се амбасадори на државата. Ние треба овие луѓе да ги праќаме, за да ни го обелуваат образот, а не да не засрамуваат тоа што се случува во изминатиот период на неколку пати. Сакам да го споменам најновиот срам кој го трпиме сите подеднакво. Скандалите што ја тресат Арама говорат за тоа кој се праќа на мисии и уште еднаш ќе повторам каков срам трпиме како држава. По скандалот со двајцата вработени одбранбени представници кои беа вратени од не добија безбедносен сертификат, ќе споменам уште еден скандал со алијансата во кој политичката одговорност ја носи директно министерката за одбрана, која се фалеше со мисијата, истата била информирана дека правиме проблеми за НАТО и нема да можеме да действуваме како и сите останати членки. УНИФИЛ, Обединените нации. Да, секако, да. Станува збор за воено-медицинскиот тим кој што беше на подготовки во Норвешка пред заминувањето во Авганистан. Според информациите од извештајот, главниот хирург во медицинскиот тим на Република Македонија, испратен на мисија во Авганистан, а кој во февруари беше на обука во Норвешка, на 1 март заедно со норвешки тим да заменат за Авганистан, од страна на норвежаните е оценет со внимавајте нема основни познавања од хирургијата, а овие вештини не можат да се научат за 3 дена. Обуката била одржана во касарната во Норвешка од 2 до 5 февруари, а оценката ја соопшти од доктор Бјорн Оле Рейд, кој што напиша овака: анестезијата е окей, ортопедијата е окей, медицинските сестри одлични, општата хирургија е најслабалка. На вашиот општо висцерален хирург му фалат основни хируршки вештини кои не можат да се научат за 3 дена. Поради ова македонскиот хируршки тим нема да работи самостојно во базата во Кабул, туку ќе се присоедини со норвешкиот хируршки тим. Во Либан оди, Бојан, во Либан оди, не оди во Ова Кабул. делумно, ве молам, поентата е малку се пошира поентата е контекст. дека ова мисија оди во Либан, двете точки, не во Кабул. Разбирам дека сте нервозен целата сесија на денешнава седница, но сепак оставите ме да поентирам со поентата. А ако имате нешто кое што сакате да го кажете во интерес на ова, вие сте пратеник исто како и мене, можете да земете реплика. Поради ова македонскиот хируршки тим нема да работи самостојно, како што кажав. Ова делува премногу деморализирачки и разочарувачки кај целиот тим. Целиот тим бил крајно критички, нервозно, разочарувачки настроен кон колегата, а самиот внимавајте се изјаснил дека е задоволен од тоа што го прикажал, спротивно на сите други што предизвикало дополнителни остри реакции. По тоа известувачот праќа депеше до Министерството каде што го известува дека научената лекција би било дека веројатно е потребен уште еден професионален филтер. Да, пред да се изберат кои учесници ќе се упатуваат. Ова ви е второ укажување да се вратите на точката. Да, секако, да, ви кажав. Мисијата Либан е точка Ама на не девет. можете вие да ми кажувате сега јас како ќе објаснам. Деловникот ме обврзува да ме вратам на точката. Дали кај мене, дали кај Никола Мицевски. Јас сваќам која е точката. Дозволете. Па зборете за точката. Па еве зборувам за точката. Ама не можете вие да ми кажете што јас ќе зборам тука. Па јас сум должен да те вратам во точката. Ама вие сте должен да го водите собранието, не да ми кажувате јас како да стигнам до поентата. Ве молам, немојте да се умешувате, па од преска ве трпиме тука. Срамота е ова што го правите. Македонија како членка на НАТО до 2028 година треба да развие НАТО способност во форма на хируршки тим кој ќе се стави на располагање како НАТО ресурс и учество во оваа мисија во Авганистан е првиот чекор за подготовка и развој на оваа способност. Сега прашањето што се поставува е дали вака ќе му се ставиме на располагање на НАТО. Но што е она што загрижува? Што е она што придонесува за нервоза тика и председател, тика и мнозинството? Додека праќаме и даваме поддршка ваквите луѓе да ја представуваат Македонија во едно светло, тие не срамат, и тоа не го кажува Бојан, тоа не го кажува опозицијата, туку тоа го кажува безбедносните сили на државата Норвешка. Сега, вие можете да реагирате колку сакате.
дозволете да поентирам со уште една статистика, која што повторно ќе кажам, не е тоа продуцирана од Бојан, од опозицијата или од било кој друг член, туку од респектабилни меѓународни институции. Рангирањето на Република Македонија според листата на интернет порталот Global Firepower, која објави листата на најмоćни војни сили во светот, АРМА е 133 од 139 армии и војни сили во светот. Ова укажува на тоа, на поентата која што сакав да стигнам, а која што неколку пати бев спречен, е дека покрај тоа што ние како држава испраќаме учесници во мисија, мораме да внимаваме какви луѓе испраќаме. Заради тоа што знаете каков национален срам представува ние да пратиме медицински тим и од Норвешка да ни кажат дека хирургот, носителот, водачот на тимот кој што сме го пратиле, нема основни познавања од хирургијата и дека не може да ги научи за 3 дена. Такви работи треба да се спречат, а бидејќи гледам дека филтерот кој што недостасува и кој што ни го кажале од една од најорганизираните земји во светот, не може да го исполнат луѓе кои што именуваат вакви луѓе, вакви началници на СВР, вакви градоначалници, вакви министри, на крајот од денот вакви пратеници кои што не може да го прифатат дека некој има поента која што треба да биде адресирана до нив. Благодарам.